Во животот сум се среќавала, мислам како и секој друг, ама особено како девојка ромка, со дискриминации, стереотипи и предрасуди. Првата дискриминација со која што се соочив и која што беше така поболна за мене, беше периодот во моето средно образование. Како една различна во класот, кога ги слушате тие работи, особено од професор, од човек кој што треба вас да ве воспитува и да ви пренесува знаење, меѓутоа и да ви биде некој позитивен модел понатаму во животот, кога слушате такви работи, баш поради тоа што имате различно презиме од другите, можеби малку поинаква боја, чувството е многу лошо, бидејќи во тој момент не знаете што правите и каде терате. Пример, имаме 15 скалила и вие почнувате да се искачувате, односно чекорите едно по едно, за да стигнете до 15-тото, што е врвот, пример завршувањето или крунисувањето на вашето образование со некоја титула. И вие веќе одма на искачувањето на првото, не ајде првото ви основно образование, ама искачувањето на второто скалило, веќе вие тука не ви дозволуваат да го искачите. Така што ве враќаат чекор назад. И сега, ако вие не можете да се справите, веројатно ќе останете во тоа прво скалило и ќе останете полуписмен и за општеството ќе бидете понатаму натовари проблем. Рачиња во различни бои и истите да ги залепиме. Зошто? Бидејќи сакавме да прикажеме дека колку и да сме исти, сите сме понекако различни. Како од бојата, како од нашиот карактер, како од она што... Сметам дека ако успеете да помогнете на неколку луѓе и тие успеат понатаму во животот, тоа е доволно. Мислам, тоа е благослов по кој што понатаму луѓето и ќе ве паметат, ама и ќе ви бидат благодарни. И едноставно понатаму веќе вие представувате позитивен модел и луѓето некако кога ќе добијат таква слична приказна се огледуваат на вас и знаат дека ако вие сте успеале и сте биле во слична каша или сличен проблем, дека сигурно има решение за нивниот проблем. Значи, секогаш треба да им нудите можност на младите кадри кои што гледате дека од страна на други се препознаени, меѓутоа во државата не се. И ако тука некој нас не препознава и не ни нуди еднакви можности, пример ние да вложиме и да вратиме назад во нашата држава, че тогаш секако ако ни се понуди подобра работа и некој едноставно нашиот труд ни го валоризира и вреднува, тогаш секако ќе се заминеме. И тука потоа државата не може да изнајде изговор дека ни понудиле можности, кога тоа не е случај. Еве и се уште не е случај. Минатиот период, додека бевме во карантин и нели од март до јуни ја спроведувавме онлайн наставата, јас лично наидував на проблем, бидејќи дел од моите ученици има исклучена електрична енергија и сега вие барате детето да ја следи наставата. Детето не може да ја следи наставата, бидејќи во тој момент интернетот за него е луксус. Значи, збориме за 21 век, меѓутоа некои работи на нив не им се ексклузивно достапни. Значи, загарантираното право на образование, фактички на овие деца не им е загарантирано. Би сакала да им помогнам на сите граѓани, не само на моите роми, кои што се од социјално загрозени семејства и кои што имаат дечиња кои што одат или не одат на училиште, да им се најде соодветна работа преку која што тие би имале приход за да обезбедат екзистенцијални потреби на тоа семејство. И втората работа, која што навистина би ја направила,
и во кој што домен, нели, работам и сум активист, е образованието, односно би вовела задолжителни униформи уште од градинка на сите деца, како би го избегнале оној момент на дискриминирање на самите деца меѓу себе.